Еден сака приклонет кон еден фудбалски клуб, друг кон друг. Трет сака е приклонет кон една политичка партија, друг кон друга, а се сите сплотени во една религиозна заедница, или ако сакате во под капата на една црква. Тоа е во случајот кај нас Македонската православна црква. По дефиниција, таа има политичка моќ. Колку се меша, дали се меша, да. Тоа формално треба да биде дека не се меша. За добробит на појма неам. Како уметнички дојам, дека ете не се меша. Ради системот, политичките сојузници, аспирациите, меѓународната заедница, не, црквата не се меша. Ама тоа е на хартија. Сите знаеме дека понекогаш се меша. И понекогаш треба да се меша. Зошто треба да се меша? Затоа што црквата можеш најчевска да збориш колку сакаш дека црквата не е, треба да биде невладина организација, замислете. Црквава невладина организација, една институција со таква моќ, со толкова паства, членство, верници, да биде невладина организација. Но друго сакам да кажам. Можеме сите луди да се правиме. Како неа, например. Сака црквата да гледа како невладина организација. А што правиме кога црквата доаѓа, нашата црква македонската, доаѓа под директен атак на политиката, на политичките барања на соседни држави, на политичките агенди на соседни држави, кои сакаат да го разнебитат идентитетот на македонците, да ги асимилираат, да ги негираат. Едно време, многу скоро беше тоа време, па и уште мислам дека важи тоа, единствениот темел, столб на кој што се подпираше македонскиот идентитет остана црквата. Ја исто не сум верник. Но ова се факти. Крстен сум, да, али не сум верник. Мислам, не сум верник. Ја речат некои попои што ме знаат, абе ти поише веруваш од многу што мислат дека веруваат. Не е битно. Ја не се осеќам еве верник, рецимо. А крстен сум, немој. Тоа мислите дека јас сум некрстена душа. Не. До пред само некоја година, а мислам дека тоа уште важи денес, иако денес имаме голема поддршка од политичката гарнитура на власт, македонскиот и национални интереси имаат поддршка. Добиваат полека втор темел. Но едно време бевме оставени на еден столб, а тоа беше македонската црква. Они беа последниот, или како сакате, браник што остана пред налетите на бугарскиот шовинизам, грчкиот шовинизам, за да го негираат македонскиот народ. Што требаше предчесниот цар књаз у Грција? Да не се меша у политиката најчевска, да ги остави да збори дека македонците не постојат? Кој беше најгласниот бранител на македонските национални интереси у Грција? Отец цар књаз. Знаете какви проблеми најчевски имаше тој? Закани по живот, обиди за загрозување на неговата физичка безбедност. Знаете дека по емисии беше плукан, пцуен, беше барано по емисии кај што гостуваше од неговите соговорници да биде избркан од студио. Знаете какви понижувања, што требаше цар књаз? Да рече, ја не смеам политички да се мешам, слободно плукајте, навредувајте и кажувајте дека македонци не постојат. Црквата, македонската православна црква е политичка персе. Персе е политичка. Да, ние на хартија можеме да кажуваме дека она не смее да се меша, но и тоа како има моќ и право
и легитимитет во одредени околности да реагира, да сугерира, па понекогаш и директно да застане во одбрана на доколку идентитетот нејзин и на македонскиот народ загроза. Што тука не е јасно, професорки? Или што треба? Ние овде да морализираме, да се правиме невладини, да се правиме мудро граѓанство, да се правиме мутави, дека црквата нема право, нема ингеренции да кажува своји политички ставови, а за тоа време по светов било кои други религиозни религии да можат да вршат индоктринација на своите членови, политички индоктринација. Не ќе да кажам ништо лошо, но тоа го среќаваме многу у секоја религија. У секоја религија црквата има политичка моќ, страотна. Се треба ние мутави да се правиме дека тоа не е така, или ние да се држиме by the book, ако некој напишал црквата не треба да се меша у световните работи, да не се мешаме. Професорке, ние, ќе спомнам пак човекот, да ја собереме од нашите души сета благодарност што ја имаме. За секој човек што ни помогнал, што ќе осретнеме во животот, сме го сретнале, да ја собереме сите заедно. Ние не можеме доволно да му се заблагодариме на отец Царкњас за оно што до сега го има направено. Отец, свештено лице. Владика. Така да, ти можеш да не бидеш верник, можеш и да не си крстена, твое право. Но не можеш така арбитрарно, волунтаристички, или како ти прдне, да минимализираш, да на некој начин да компрометираш, да се подсмеваш, да презираш една таква институција како што е Македонската православна црква. Не смееш да си дозволиш и од позиција на тоа што си наводно академски граѓанин, професор. Треба да си свесна за овие работи. Дека на толку верници во своите редови ти по дефиниција имаш политичка моќ и треба да ја користиш. Кога тие верници се, како вика у Библија, залутано стадо, заблудено стадо, црквата била таа во минатото, тие не биле писмени пред 200-300 години. Црквата била таа што им кажувала: дечки, овие ни мислат лошо, луѓе, ова треба да се направи, луѓе, ова не е добро што го прави. Таа била едукаторот, просветителот на некој. Па Климент, јеботе Бог. Јеботе Бог. Не ли е тоа политичка моќ да продолжиш едно дело? Политичка агенда, ако сака да ја каже. На некои негови учители? И да ја дооблагородиш, нели, глаголицата на Кирил. За да го описмениш населението, паствата, стадото. А ти кој ќе го описмениш, фактички ти му помагаш да мисли со своја глава. Тоа е политичка моќ. Тоа не го правел некој професор од кај вас на факултет или од катедра, или екс-катедра. Не го правел некој? Излегол па шетал и описменуел? Не, тоа го правеле луѓе од црквата. Како можеш да ги негираш? Ти фактички со тоа ја негираш целата генеза, историја на Македонската православна црква. Точно е. Точно е. У секоја институција моćна, што има голема моќ, има и негативни работи.
Секоја четврта, пета година католичка црква избиваат скандали со педофилија. Па филмови има за тоа снимено у последниве 20 години, бар 2-3 филма за тие скандали. Па ниеден од вас не најде сходно тоа да го критикува. А да не збориме за другата, а да не збориме за милионите скандали недела што во историјата ги има направено Ватикан. Колежи, молежи, крстоносните војни, што се побогу? Побогу, што се? Кој го измисли патот на сториците по крајот на Втората светска војна? Кој извлекуваше, спасуваше нацисти и усташи од независна држава Хрватски ги праќаше по Чиле, Бразил, Боливија, Аргентина? Меѓу другите. Ватикан. Изборам само по новата историја. Ватикан има огромна политичка моќ. Ти ако негираш политичката моќ на православната македонска црква, тоаш го негираш и Ватикан. Што е Ватикан? Центарот на католицизмот. Тронот на Свети Петар се наоѓа таму. Ој му е заменик. Папава. Како не е тоа политичка моќ? Како може некој да помисли дека дедо Стефан нема политичка моќ? О, има и тоа, каква? Само треба, нели? И духовните овие, што се лидерите на тие големи цркви, знаат како да ја користат. А дека има злоупотреба, у секоја институција со таква огромна моќ има злоупотреби. Дали овој возел джип, купил Владикава, или овој купил, не знам, куќа каде на Халкидики, овој. Ама не можеш ти ради тие работи да негираш историската функција улогата и пред 200 години и сега што има Македонската православна црква. Комунистите беа ненормални што го возобновија автокефалноста, која беше 67-68 година. Ненормални беа, а? Не, професорке, стварно, дали беа комунистите ненормални, ве прашувам. И зошто ја возобновија? Па влегоа у други политички, до ден денес што ги осеќаме клинчови, ради таа одлука. Сватија дека тоа е столб кој што еден ден ќе биде потребен на македонскиот народ. Кој ја направи соборна на црква? А? Кој ја направи? Не ме сваќајте ништо погрешно. Комунистите. Тоа беа исто ние што ги слушаме 30 години, како се негираат на секој може начин. Комунистите палеле цркви. Комунистите убивале попови, правилно. Кој го направи соборен храм? А? Кој даде дозвола тоа да се направи? Која година изградена? 70 и некоја година. За да имаме се една таква преубава зграда, црква. Кој се грижеше децении и децении за манастирите у Македонија? Никој не ги палеше. Уствари, ги пале, ама 2001. Некој ги палеше. Кој, не знам, некој ги палеше. Ама 2001 е тоа, више не беа комунистите тука. Не ми е муабетот за комунизм, ми е муабетот не дека комунистите не, муабетот ми е друго. Дека знаеле дека таа има политичка моќ, затоа го правеле тоа, затоа во една временска точка решиле да ја возобнова, да ја кренат. И не е во ред, индиректно, не директно, со вашите изјави индиректно ги
Ја навредивте не само таа институција, туку ги навредивте заедно со неја и сите верници. Пак ќе речам, без разлика, што секаде се случуваат негативни појави и феномени. Кај што има моќ, кај што има пари. Јеби га, никој не е имун. Затоа Христос им простувал на сите. Затоа Христос на проститутка не им миел нозе. Ме разбирате? Затоа е простувањето. Затоа на крајот на краиштата се жртвувал за цело човештво на крстот. Ја презал гревовите на сите врз себе. Каков чин е тоа? Кој е денес толку моќен поединец, индивидуа да може да го преземе гревот на сите врз себе и свесно да отиде да биде распнат на крст? Тоа е тешка смрт. Медицински опишано многу тешка смрт. Да висиш 3 дена на 2 греди попреку врзани, закован со толкави клинови во гредите, во дрвото. Ете тоа, не знам колку успеавте да ме разберете, поготово едни крстени, колку успеа да ме разберат, па јас сум си крстена душа, што вебам? Ама мислам дека генерално ми ја свативте поентата. Може би звучи анахроно, може би звучам смешно, може би звучам селјачки, небањато, патриотски, но немојте да ја подценувате улогата на Македонската православна црква, особено не во периодот што ни предстои, во годините кои што се пред нас. Ќе биде голем фактор во многу ситуации, кога ќе треба да се застане цврсто за својот народ, за одбрана на македонските интереси. Тоа може би не се гледа толку јавно, но таму има луѓе, владици, не само владици, други отци, кои што многу добро си разбираат својата политичка, не само својата политичка, не само својата едукативна улога, образовна, просветителска, туку и својата политичка улога. Затоа што знаат колка е опасноста. Затоа треба малце поише да ги почитувате и да го намалите презирот кон нив и кон црквата како институција. Фала многу пријатно.